Благодарам. Колешке, благодарам на репликата. Кажавте доста работи. Јас ќе одам со ред. Спомнавте системи за наводнување. Воопшто ја не го спомнав системот Макарија. Состојбата, знаете таму многу добро каква е. Росоман и Градско остана оваа година без вода. Но дозволете, ние доаѓаме од Неготинска општина. Проверете населено место Војшанци дали има капка вода добиено. Проверете, ве молам. Само проверете и се ќе биде јасно. Денеска е 20 јули, полевна сезона започнува на 15 април, таму немаше хаварија, немаше ништо, жителите на Војшанци реагираат капка вода оваа година на 50 степени во поле. Во делот на лозарството, спомнавте, ние доаѓаме од лозарски крај. Се уште не се во целост исплатени парите на лозарите од ланската реколта. Во делот на овоштарството немаше ни откуп. Житните култури оваа година 8,7 денари јачменот, 9, 10, 11 денари пченицата. За какво земјоделско производство зборуваме? За сточарско производство, па останаа 3 земјоделски стопанства во општина Неготино што се бават со сточарско производство. И уште една мала забелешка, ве молам околу финансирањето ова со представникот на владата расчистете, затоа што колегите се во недоумица. Че има ли финансирање, какво финансирање ќе биде тоа? Кој ќе ги дава парите или ќе ги потрошиме само европските пари, ќе го донесеме законот и за неколку месеци од сега ќе кажеме дека не функционира. Ви благодарам.